Нашите колеги со години си работат во оваа професија. Значи, тие беа дел од тимовите што, или раководители на тимовите, што го открија тоа културно наследство, кој што го донесува од разни археолошки локалитети тука во музеот, го документира, го сместија во музејските депоа. Потоа тоа исто културно наследство беше дел од неколку изложби, па дури и меѓународни. И кога се случи кражбата, беа обвинети, значи, раководителите, кои што се затекнаа во тој момент на такви раководни функции. При тоа кај обвинетите не се најде ни еден доказ, ниту едно парче археолошки материјал, ни еден артефакт, за да може да се тврди дека се тие сторители на кражбата. Обвинителството никогаш не посочи кој го украл археолошкото богатство. Ставот на друштвото е дека за вакви опширни прашања треба да се отвори една широка јавна дебата во која ќе учествуваат и творците на законските решенија, меѓутоа и стручњаците кои што се занимаваат со оваа проблематика, па така да дојдеме до она што ќе биде добро за сите, до вистински закон кој што навистина ќе го штити македонското културно наследство. Ни пречат нешта кои што едноставно нам ни ги врзуваат рацете во работењето, а оставаат простор за криминално работење. Кои се следните чекори оваа насока што ќе ги преземете? Уште еднаш ќе повторам, ве повикувам вие нас да не повикате на јавни дебати, трибини, да разговараме опширно, затоа што ова е сериозен проблем во кој што гледате дека страдаат недолжни луѓе и затоа што поскоро ние сме спремни да ви застанеме пред вашите камери, во вашите студија. Секако дека беа вклучени, да, и дадоа своји стручни мислења, своји вештачења за целиот случај, кој што, за жал, обвинителството не ги земаше во предвид. Таа доза на страв секогаш постои, меѓутоа се надеваме дека сме веќе доволно возрастни и храбри, свесни за постапките што ги преземаме, па се надеваме на добар исход, а не на нови репресии врз македонската археологија. Ние не знаеме, постојат институции кои што тоа треба да го откријат. Не можеме да знаеме. Да знаевме, ќе ги посочевме и тоа ќе беше завршен случај на вистински начин.